Може, стримаш? Kad sam mlađan lovac bio ja, jesuha lepota bre. Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојавте во уште едно издание на Јаде Бурек. Се обидам да бидам малце порелаксиран заради вас, не заради себе. Порелаксирана атмосфера, но ќе ги отворам телефоните, па ако сакате ќе идеме до пеколот и назад. Бидејќи и такви се сега деноиве заради фудбалот, заради сеирот. И денеска навистина имавме супер спектакл за кој во моментов говори цел свет. Како што ја заборавивме короната во моментот кога почна руско-украинската криза, кога русите им се джитнаа на украинците, така денеска заборавивме на таа војна кога Германија го изеде не бањата. Фудбалот, мислам. Не го избањаа фудбалот, она го лапна. Лоп! Па лапна уште еден лоп. Најинтересните моменти од овој натпревар ќе ги проследиме сега со коментар од Стојко Мојов. Режија? Па пушти. Шансата на Ноер пропадна. Да видиме другите интересни мигови од овој историски феноменален натпревар кога Јапонија ја совлада Џермања. Не знам дали сте го гледале, се вика Shaolin Soccer овој филм и е тотално луд 100%. Мене ме нервираше кога го гледав и ме нервираа пријателите што доаѓаа кај мене да го гледаат и морам да им се извинам што бев тврдоглав. Се работи за филмско ремек дело. Вакво нешто не се повторува. Се работи за еден лузерски тим, као јапонци, што си ќе се сооча со некои врвни. Овој филм влезе во аналите на светската кинематографија. Правен како мајтап, види, ако префрлиш, држи тамо. А ако префрлиш на мене, држи мене. Не ми техно парти, не ми прави житице, ребои. Немој. Океј. Ке гледаме уште како Јапонија ја победи Германија. Леле, со какви друнстери се дружам за фудбал у живот. Прекрасни луѓе, нема никаква замерка за милион теми. И кога ќе дојде тема фудбал, ко плавуши ми се. Сите, ама сите, тотално. Мојава екипа, што има светско првенство? Не ги тангира. А не ги тангира обично мажите кога не се дружат, немаат друштво со кој седнува, пие пиво и гледа. Знаеш, обично така се раѓа и љубовта спрема тоа, како и ја ги правев преносите. Со друштвото, викам, наместо да седиме у дневна, дај пред микрофон. Така и ги теравме. Кумот мој некогаш беше, нема шанси. Другариве мој, флетлайнери, што да ти кажа, фудбал, буквата Ф ја немаат више у азбука, бе. Буквата Ф ја немаат. Не може Фенер да каже Енер. Ми се плаче. Синовите мои. Жена ми е поише по фудбал, ама од идеолошки причини никад. Никогаш со жена ми нема да гледам фудбал. No. Never ever. А што да кажам дека жена ми е поголем маш од моиве овие колеги, наместо да ми ја го Пер,
Дебел, абе стани гзот, бе мрди го, ајде ќе седнеме на пиво, ќе гледаме Јапонија, Германија, па ќе дојдеме после на емисија, па сери ќе... Не, шо правеше? Кифлици! Барав кабелчиња! Го галев мачето! Дебре! Абе, клоца угасна жена на деца, светско првенство на 4 години, тоа го прави. Шо вика една жена? Најдобра иронија што ја прочитав денеска. Чекај, ја имам сигурно на Вибер. Вика, добро е ние жените, вика, малце да куртулиме од сексот, вика, што има светско првенство. Деме као, многу сме ги... веќе. Нека и овог фудбала да одморе жене од секса. Деме. Ко што сме дустери. Ама имаше доста интересни работи. Еве, например, Аргентина. Аргентина го папаше Саудиска Арабија или дозволи да го биде папана. И по тој повод го дадов следниот коментар на Твитер. Ајде, Елон Маск, покажи што имаш. Аргентина ги наполни нафтените резервари нафтените резерви до крајот на 2024 и го намали надворешниот долг за 50%. И ова е виз што се разбира. Добро, ти не го разбираш. Добро, не ме гледај само така. Ме боли, се осеќам горам. Просветлена душо, света душо, трансцендентална, не се валкаш ти со работи како фудбал. Аргентина изгуби од Саудиска Арабија и мајтап направив и го напишав твитов. Дај го твитот. Мене ме држи ту. Геј ли си бе толку што си заљубен у мене? А добро, ти сум паметен, убав и интелигентен. Не е геј, не. По манекенки, ама мене ме обожава, брат. Ме обожава. Океј. Паметен поте криза. И имаш следниот тип. Има еден од другата страна, кој така малце ме начекува. Се е во ред, другар. Нешто стана, викам... Добро. Да не треба помош нешто. Да не сметам. Да си одите ако сметам. И типов, глеј го, циркус. Сега, кој ја разбира овој хумор и ова целава работа? Значи, за Аргентина го пишувам тоа што го пишувам, затоа што ја изгуби, никако не можам да поверувам дека една Аргентина може да изгуби од Саудиска Арабија, освен ако не е некоја муфлюштоштина. Добар збор, измислив вечерва, ова е нов и оригинален збор. Копирајт Бајако. И овој Рагнар Лоторк ми пишува следново. Уште една дезинформација, бе, Јане. Абе, проверувајте работи, не туку читајте курирци, бе. И сега ми вади GDP-то, надворешниот долг на Аргентина, колку се зголемил, колку е у 22 и така натаму. Вика, мама бе цреп, вице, јебалите курирци, Аргентина изгуби од Саудиска Арабија. Па тоа е заебанција чуруци намрчени. И после нормално си одговори. Туше, оуп. Глеј фудбал и биди во тексто на станите. Другари, знаете што е тоа фудбал? Проклетството на Александар, знаете ли што е? Сакал да има најголемата, да ја формира најголемата земја, најголемата заедница на планетата. И тоа било изгледа нешто во концептот него слично како Вавилон. И нормално кога имаш ти, мислиш дека ќе доживееш такви божествени димензии, ќе те скинат, како што им направил, нели? Господ на работниците, градителите, градежниците на Вавилонската кула, им дал јазици и се распаднало секој со свој памет. На Александар, нели, го кине таму кај што го кине, затоа што не може да ќе се умисли нема да се спаси дека е он
seможниот, омнипотент. Така и јас за фудбал. Ја мислев дека ќе натерам цела нација да гледа фудбал, да се смее, да ужива, затоа што ја верував дека фудбалот е за забава. Молим! И се формираше друштвото Калински Панчев и така натаму, и така натаму. И така да, јас сум маргинализираниот, бидејќи народот не ќе забава. Кој вика дека народот сака забава? Што ви е вас бе? Народот си сака што? Сака јади бурек или Васкоев? Васкоевтов сака сир, ти си така, повелете Васкоевтов. Да сакаше К-15, К-15 ке постоја. Кај се К-15 не постоја. Ниќе хумор бе народов, пријатно. И добро е што не ги правев. Ги понудив на две места, ги понудив у Инфомакс и му ги понудив на ЗОВ. ЗОВ има една цела ергела од портали. И важи и така. Па му реков на мечка пред некој ден и то уживо. Му викам, викам, лани у декември што правевме муабет за ова? Ај ќе правиме сега. Колку и да ви изгледа тоа дека е многу спонтано, и не можев да го убедам, он е убеден дека тоа можеме да го направиме, подготовките се многу големи. Материјалните трошоци се исто така големи, бидејќи бара ангажман на екипа која барем 12 часа во денот треба да е присутна. Еве сега замислете колкав е ангажманот, колкав мојот ангажман ќе биде, имам 3 надпревари. Секој надпревар, 1 час пред надпревар треба да се почне. Спонзори, наградни игри, овие, како се вика, предвидувања, типувања и така натаму. Па на пауза, после првиот резултат и така натаму. Па на крај, кој ги добил наградите, анализи, пак со контакти со гледачи. Значи, тоа е саат и пол, 2 и пол, 3 и пол до 4 часа еден надпревар. Додека тоа го завршиме, почнува вториот надпревар, уште 4. Па почнува третиот надпревар, уште 4. Значи, минимум 3 надпревари се у денот, па можеби и 4. И сето тоа треба грло да ти го издржи. И ако мислите дека тоа е седење у дневна и така натаму, бидејќи говорот пред микрофон и така се разликува спектакуларно од вашиот секојдневен говор. Ја само за вакви работи давам 300 до 400 денари на ден од прополиси, разни антибиотици, не знам, хормонални терапии за да издржи грлото. Па купување опрема и така натаму, па маса за гости, па правење список со гости, па некој да ги... И сите луѓе мислат дека јас сето тоа треба сам да го правам. Ја и сам го правев. Но за сето тоа да го правам сам, ја треба да земам одмор неплатен, бидејќи тогаш не можам јади бурек да правам. Невозможно е. Треба да го платиш тој што барем двајца на техника има. Јас сум цело време. Треба двајца да има. Треба да има камермани, бидејќи нели тоа. Па како ќе ги обезбедиме техничка поддршка? Ретко се наоѓа писмен, бидејќи до сега порано ги правев, го земав преносот од македонската телевизија што идеше официјално и го коментирав во живо на радио. И можеше да има некоја синхронизација. Сега ако го земам од било кој кабелски оператор, Телеком и така натаму, А1 или било кој друг, Телекабел не, затоа што Телекабел не пренесува, и да ми го поздравите колегата, нека не ме лаже барем мене. Нека ги лаже сите колеги на работа, газдата, директорот и уредникот. Телекабел не го реши проблемот со ТВ Сонце. ТВ Сонце се гледа на Телекабел само кога нема приклучени гледачи. Значи, они имаат формално правно канал кај што вика ова е ТВ Сонце. Ако повеќе од 5 души уклучат ТВ Сонце, нема сигнал. Еве, гледайте, сега ако некој пушти, нема. Која ќе заврши, која ќе дојде некоја, да речам, интермецо програма, ретко кога паѓа гледаноста, има и тогаш кога
Джордж го реши проблемот, гледај. О, стварно, екстра, добро. Нема виска. Значи, треба да направиш на интернет. Како, кој, значи прво требаше мерење да се направи, затоа што заради правата повеќе кога увидоа дека ова се станува поуспешно, се потрудија, многу се потрудија да најдат законска норма за да го забранат, затоа што суетите на колегите од македонската телевизија, кои стварно крваво работат за смешни пари, им сметаше, затоа што повеќето од луѓето гледаа македонска телевизија, но не ги слушаа нивните коментари, ги слушаа моите коментари, а тоа не беа само мои, тука беа актери, тука беа комедијашите, беа политичари, музичари, правевме сеир, се мајта посувавме. И сега со интернетов на портал е идеално, затоа што ја не морам да го кажувам преносот. Ја можеме сега овдека, но пазете, според Совет за радиодифузија, во овој момент, еве јас ја имам своја платена програма кој си ја купам, си ја купив, чекај, извини, врати, пушти. Што е ова? Фулом? Не Фулом, Арена Премиум Кец, светско првенство, Белгија, Канада. Дај. И број до 10. На 10 е. Значи, еве го. Топката е сега. И сега, еве ја сега по десната страна, овдека комбинираат белгијаците, дали ќе успеат, но канаѓаните овдека прават еден малце геј прекршок и да видиме што ќе биде досуден. И сега, што е проблемот? Проблемот е дали ситуацијата која ја коментирам у овој момент, вие ја гледате истата или ви доцни. Или иде прерано, или иде предоцна. И затоа ми треба големи фахмани. Значи, не можам сам, невозможно е. Треба да се бркаат спонзори. Немам 34 сата у денот. Немам. А и стар сум, дебел сум, не можам да трчам ко порано. Порано знаеш како сум трчал? Ма летим земју не додирувам. Сега сум као пуш. Сега сум као слонче. Вештици имам проголтана, ама не можам да ги сварам. Тоа ми е вибрамициното. Така што, имам планови за, не знам, Олимпијада, Европско првенство. Но сите медиуми, ја Зов стварно не ми е јасно, он дури отвори и кладилници. Негова работа. Важи ќе правиме и толку. Инфомакс се преокупирани со политика и тоа ги разбирам. А мечка е растргнат на 300 страни, така што и тоа малце тешко. Телевизии не можам на телевизии. Порталиве чекаат пари од партии и нив ги интересира политика. Изјава само пред собрание кој бил, или кој бил пред ВМРО, или кој бил пред СДСМ, или кој бил пред ВРА. Тоа се 4 места. И нормално, кога ќе ги поминат партиските вести, им останува за спорт и тој спорт коментира што ќе види вака. Па знаете што, маршу 3 лепе, јас сакам да се зафркавам. И се зафркавам. Ама ја глуп, не е прв пат, мислам, тоа е, како да ви кажам, тоа е номенклатура на оваа личност, на овој персоналитет, на оваа суха лепота, дека ти си, Јанко, една лепота и една глупоча. И ја убеден дека народот сака, дека ќе поддржи, дека ќе видам еден портал кај што ќе речат дали сакате Јанко да ги прави. Бидејќи тоа мене може да ми помогне за побрзо да анимирам одредени спонзори кои ќе помогнат, па не мора секој со пари, со логистика, медиум и така натаму и сето тоа. Брат, не можам ја на 60 години да идам и да ги си лигам, брат, дај бе 300 евра, дај бе еден техник, не можам. Thank you and fuck you. Седете си, терете си, ете ви златна бубамара, ете ви ги овие намрчениве, thank you and fuck you. Има и трета работа, што е факт, дека одамна престанав, луѓе забораеле. Стварно забораеле. Има четврта работа.
Абе, на луѓе идентитетот им сменија. Луѓе у овој момент веселуваат од позади и то на суво не осеќате, пуша викате, добро е бе, добро е. Како е парното таму север? Ја исклучија топлана север? Добро бе, тоа е време. Како се вика држава? Како? Македонија. Како? Како? Север. Како сме пишани у Обединети нации? Македонци. Како? Македонци. Северно. Не северно Македонија. Северна Македонија. Така. Прц, шприц. Is meine Arschloch, meine Damen. Sehr gut spritzen. Луѓе, комедија е цела ова работа. Комедија. Ова е Монти Пајтон. А народот, наместо да ја поттикне комедијата, уметноста, културата, зафрканцијата, што сака да гледа? Сака да гледа само вистина, сака да гледа Васко Ефтов, сака да гледа само интервју, дуе, серио, лево, видите, Македонија, историјата на Македонија. Како им... Чекај, оргазмов. Ме тресе. Како им кажа, попара ги направи. И додека прави тоа попара, цените отишле, парното исклучено, струјата, ја задржале струја. Добри се. Слушај, дечки, не болници, треба цела населба да изгори, муа нема да лази. Например, не знам, населба, кисела вода си, да, сосе орце, сосе градоначалникот. Кај кисела вода? Нема. Кај се луѓево, бе? Нема. Колку има кисела вода? Има 100.000. 100.000. Поише. Како не, ручки од тупани има поише. 100.000. Кај се 100.000 македонци Скопје? Нема. Сега ја ко ќе отидам на Твитер. Не. Чекај. Ко ќе се јавам ја кај Јанко. Сеа ти да видиш тоа што ќе биде. Јанко, не може. Се сеќавате ли, вчера исто ја зборев и не можам да ја најдам, ќе пукнам од мака. Имаше 97 или 98 кога имаше избори и имаше една кампања во која беше снимен Бранко Црвенковски. Седи Бранко, кадар вака. Не овој, дај го другиот кадар. Вака нешто. Само малце пониско и седнат вака, знаеш, седнат подпран, веќе крената, половиот орган овде ставен и плаши жени, кучето, погали го малиот него дире, апе. И седи и вика, а овие све узаматена. Онака, околу него. И спомнуе некој, не можам да се сетам, спомнуе некој европратеник, ајде да речеме сега, Барозо, ја импровизирам. Може и тој бе, појмене. И се вика. И мене ми вика Барозо, не може секое племе у Европа, и ми вика мене Барозо, не може секое племе на светов да има своја држава. И ја му викам, зашто? Ти не знае, мислам, знаеш што? Букаке! Плао! Спермоциклиноза! Врне у Македонија! Уау, човече! Оргазми, вакас! Рихтер! Нема, сите жени, и родени, и неродени, и умрени, сите у оргазам беа. Тоа е страшно. И нормално победи ВМРО ДПМН. Не ми недостасува. Знаеш како? Кукам да се терам, да се покажам дека ми е криво, дека ми недостасува, дека патам, многу е напорно и да ти кажам, многу е рад за многу ситна пара, а народ очекува без пари тоа да го правам. Не. Терајте си, викајте си ги тау, еве ви го Васко, еве ви ги Анал, еве ги Алфа, еве ви ги Сител, ТВ24, уживајте во политичките, а на Анал, изи,
Easy, anal, easy бе, easy, не го знаеш, easy, режисерот. Ма една страхота од човека, талентована. Не, супер easy, нема везе. Добро, што ќе правиме денеска? Апсолутно, I don't care. Ќе ги отворам телефоните и вака, ги знаете оние кутренца на у коли што ги ставаш, вучјакот што лежи позади и клати со главата? Да не имаш такво? А ја реков ме слуша некој горе. Какво? Се сеќаваш на аудиција у бивша Југославија? Се ја гледале некогаш? Гледајте ја. Мислам, вриштење од смеење. Актери, у Босна е снимено, актери искачат, демек како било на аудиција за да влезат во на факултет за драмски филмски уметности. И на аудиција треба да покажат талент за актерство. И тоа се веќе актери кои глумат одредени карактери кои сака. И тоа е пишурија невидена. Плачење од смеење. Искаче едно. Добар дан! Добар дан. Ево ја дошла на приемни. Али не могу, нисам се спремила. Мајка ме послала да купим оно за оно. Што ве вика, што ве пратила да купите? Па оно за оно. Кое? Оно за оно. Ние плачеме од смење. Тоа беше Монти Пајтон југословенска, балканска верзија. Човече. Ние ја откривме тајната после 6-7 години што било оно за оно. Оно за оно. Што мислиш дека е? Не си го ни гледал тоа. Ти гледаш тие каубојски, не тие со удба. Не се разбираш, ти од хумор и забава, уствари се, ко те врзаа да работиш со К-15, научи нешто добре. Оро да играш. Да не ја пуштам снимката, седи мирен. Оно за оно бил. Оно за оно. Не најдов човек што му текнуе, што барала, котрата. Цел ден барала низ чаршија, не можела да го најде. Оно за оно. Не бе, брат, за прајење тулумби, шприцот. Оној од метал, од брас, си го видел како изгледа? А сега ви текне. За тоа све знаете. Тој археолошки све знаете. Фудбал никој не знае. Знаеше дека Германија изгуби денеска? Шварцвалд клиник. Чекај да видиме Шварцвалд клиник што века. Или ова, например, кога иде ова у кадар. Ни го прекинаа? Уште тогаш? Сега? Додека зборев? Шо, ти стигна дека ако пуштам уште еднаш ќе ни прекинат? Аха, добро. Не смеам да употребам збор како ќумбе, затоа што тоа било расизам. И иако да ви кажам, едва и чекаат. Јас зборот ќумбе никогаш више нема да го употребам, бидејќи некој се навредувал од тоа. Ја никому нема никогаш да му кажам ќумбе едно. Бидејќи бил навредлив збор. И ја им се извинувам што го употребував тој збор. Тој збор беше употребен затоа што е стар збор, наследен од прадедо прабаба, кога турски војски аскери доаѓале, меѓу нив имало и луѓе со црн тен. Кога раскажувале меѓу себе какво, ни немале поим представа за, не виделе црн човек.
и кога го опишувале каков бил, црн како ќумбе. И тоа не било за смеење, тоа било описно. Ние, како жолт јапанец, црнец како ќумбе или така натаму, и сето тоа е денеска забрането, недозволено и слично, нели? Па едва и чекаат да ги употребам тие зборови, за да поднесат пријави, дека е тоа говор на омраза, дека е тоа фашизам. Не дека сум јас таков или они искрено го мислат дека сум ја навистина тоа и ширам омраза, туку на таков начин после поднесуваат извештаи до амбасади, до служби и нивните невладини организации, кај што им викаат, еве имаме големо движење, најпопуларниот човек во Македонија, најпопуларната, тогаш сум најпопуларен, а тогаш сум најгледан. Во тие извештаи, ја ги имам читано. Најпопуларен, најгледан, најголем инфлуенсер. Е фашисте, мора да се бориме против него, бидејќи медиумски е многу моќен, мораме да го сроза и така добиваат пари. Кога ќе набравам ја, не, зашто? Се сеќавате кога требаше да дојдам Ги канев сите градоначалници, го поканив Петре Шилегов. Петре Шилегов одби да дојде кај мене, затоа што неговите рекол, кој си бе па ти? И отиде кај мои колеги овде кај на ТВ Сонце. И нормално изгуби на избори. Данела дојде кај мене и победи. Али како ми река, кој си бе па ти? Добро бе, никој ништо. Покане има у медиум. Едно од најгледаните. Океј. Види, не ми треба ништо, моето само фалење, бар да имам материјална основа. Нема. Ја немам реклами. И побарав на диаспората. Викам, да кренеме емисијата, да може малце повеќе да продуцира теми кои ви се интересни, ово, она. Не, продужи ти, добар си. Викам, супер, ама ако помогнете, штама? Вака за фудбал ќе си терам муабет. Дали знаете дека Елон Маск го купи Твитер? Шо вика? Кога? И не се зафркава, што е најцрно. Му го врати акаунтот на Доналд Трамп. Дали знаеш? Знам дека не знаеш. А Доналд Трамп, знаеш што му рече? Не фала. Каков балканикус ти е Доналд Трамп? Ја го сакам, али балканикус невиден. Тој е класичен македонски политичар. Него би го стаел една малце по адренализирана верзија на Бранко Црвенковски. Што бе ти на мене ги бе? Шо бе? Јас знам ова, она. А го бива од друга страна, има малце така менаџерски, али републиканциве ќе си плачат, крв ќе проплюкаат, како што на мидтерм се очекуваа да направат цунами, ништо, изгубија. Демокративе, фалај. И мислам дека Елон Маск многу помогна, затоа што они кога го елиминира од социјални мрежи, направија мортар од него, маченик. Кога е некој маченик, тогаш е популарен. Гол! Белгија води. Чеј да чуем шо вика? Путувала неких 60 метара, дошла е до Бачуај, а кажњава све промаша Белгија у најгоре могучи тренутку. Трчи да гледаш голо, трчи голо да гледаш. Да не фрли пара на кладилница. Ни у кладилница не идат. Ајбе у казино бар да искачаме, бе, дечки. Ај у Астра, да фрлиме зарој. Why not? Океј. Колку време јадам бурек? 45 минути. Алал да ми е. Шо кажав за 45 минути? Ништо. Добро. Дај ги телефоните да продужиме со ништо. И ништо беше пиелок кој го извади Скопска пивара.
некаде во 80-тите години, и тоа на барање на угостителите. Во вашето златно време, кога ќе излезевме, толку бевме голтари, седнувавме по 6-7 души на една маса, еден ќе земеше еден сок или едно пиво, кое обавезно беше топло, ладно немаше, и другите, што сакате вие? Ништо. Ти? Ништо. Ти? Ништо. И ке тап, тоа беше некој као битер лемон, таков некој швепс, некој пиење, се викаше ништо. Не можам да го најдам денеска некој остаток као оние старине. Имаше 2-3 работи од тоа време. Харемска храна, ништо и тика. Тика уште и мислам дека може да се најде. Еве го колина. А уствари не смееш да го покажеш, така? Не. А иде стримот? Да, ајбе покажи го, па нека се... Као... Ке ни секнат парите стримот ако ни секне. Чекај да видам колку... Бидејќи стримаш на мојата фан страна. Мојата фан страна е под тотална забрана, брат. Значи, луѓе да ја бараат, не можат да ја видат. Чекај сега само да видим. У овој момент тројца не гледаат. 4, 5, толку. За кого правиме стрим? Дај го компјутерот. За кого правиме стрим? Еве ги објавите. 6 мина, 15. А овдека 96 од едно девојче атлетичарка покажав убава. Да. Еве ја невидливата страна, а еве ќе ви покажам сега, например, пред месец-два, еве за мојот роден ден, 14 октомври, 784 лајка. За ќерка ми за полнолетство неколку дена 660. Или, например, децава што свират Лед Цепелин, 14 шера, 350 лајка. Или типов што, нели, Фраеров, 395. Или Црквата Свети Спас Македонска кој им помага 1500 лајка со 35 шера. И одеднаш они одлучуваат дека јас сум политички некоректен затоа што објавив еден доказ дека Бугарија била окей, благодарам, дека Бугарија била фашистичка за време на Втората светска војна, цар Борис со Хитлер сликан и ме уништија. Материјално и духовно не можат да ме гледаат. А и онака немам ништо од тоа. Сакам да ти кажам, лошо е таква работа кога, например, имаш доста вложено, кога ја освен себе и моите 22 години работа, немам спонзори кои треба да им давам одговорност. И таа, па од друга страна, тоа е лошо, бидејќи ја губиш мотивацијата за малку повеќе работа, материјално за некои други прилози, правење, сајт проекти интересно да биде, да донесеш музичари, да платиш некои актери, некои сцени да се направат и сето тоа треба да чини продукциски, но од друга страна ми дозволува, слушај, доста ми од емисијава, гаси си одиме дома. Тоа е не неодговорност, чувство на слобода. Чувство на слобода дека можам да правам што сакам, ама со одговорност. Значи, според она што Совет за радиодифузија го има поставено. Ја колку и да се подкачувам со Совет за радиодифузија, луѓе мои, колку да ми смета, например, во емисијава ја не можам да имам ни, например, реклама за кафе. А идеално би било, или некој чај. Нели? Идеално би било во ваква емисија и не би било многу нападно. Ете, во шолјата што пијам да носи, не знам, алкалоид чаевите, кои се впрочем и прекрасни, нели? Но не можам тоа да го правам. Зошто? Затоа што Совет за радиодифузија крајно го лимитираше тоа. Па, зошто тоа го направи? Брат, затоа што сме неразбрани. Покојни Вучич, кога ги правеше неговите емисии, како се вика емисиите негови? Вашите 5 минути. Таа ја знае на памет, мислам, го разбудив од спиење. Како се вика? Вашите 5 минути. И
Памтите како цела маса му беше послана со 30-40 производи? Со урда, со сирење, со живо месо, со полутки, со тетрапак, со макарони, со све. И едно време у Совет за радиодифузија му рекоа, мама, мора да има некој ред, сваќаш. И во право се, нели? Не е да нема реклами, мора нешто да има. А еве диаспората ми се јавува сега да ми кажат спонзорство имало. Ајде, окей. Вечер. Да. Добро вечер, Ике. Зашо Добро се вечер, јавивте? Јанко. Па гледам дека емисијава ја поштуваш некако со хумор. Дали би сакал еден виц да ти кажам, па после да преидеме на фудбалот? Вицот е бесплатен или спонзориран? Абе, бесплатен, човече, умирачка е, човече. Кој ќе слушнеш? Чекај само да земам едно апче за срце и тереј. Да го чуеме вицот, кажи. Пушти го гласно да го чујам. 13 полицајци треба да полагаат испит за поголем чин. И доаѓа началникот и им вика, седнете еден посреди друг да нема препишување. И вика на таблата пишува началникот. Едно животно, питом, одиво, не е битно, само пишувајте. Првиот пишува јагуар. Вториот зирнува, вика јануар. А јас ќе напишам февруар. Третиот март, четвртиот април, 12-тиот пишува декември, 13-тиот нешто да напише, вика среќна нова година. Другар, вицов е од 70 или од 60 само тоа ми текне. Ако не е битно, важно да е смешно и ете така така е пошто Добро, емисијата. ти благодарам многу. Сакаше нешто и за фудбал? Да, за фудбал. Да, те молам за фудбал. Да, малку по озбилна тема. Па може да Извини, ти кажам, озбилна за тебе, за мене не прифаќам, сори. па добро, малку позмо затоа што стварно воодушевен сум од тоа што нема веќе топовска храна како Јапан, како Сенегал и не знам што. Ете, видовме какви утакмици и какви репрезентации изгубија. Едино што реномето го држеше сега за сега во Франција, која убедливо победи со 4-1. Иначе денеска гледав Германија како го изгуби, така. Како нема топовско месо, па гледаше ли Шпанија? Шпанија не гледав, на жалост не гледав. Што мислиш, ова како како заврши? Па како збориш, мислам... Обе, Ике. Шпанија, чекај Коста Рика, знаеш ли колку заврши? Колку? Што мислиш? Појма немам, едно 5-6 комада. Добро, и Англија беше 6-2, така да... 7-0. Добро сега, помислив ја сега за овие со германците што играат. Значи има топовско месо. Па добро, има топовско месо, али добро, ајде, јапонците гледаш денеска колку пресврт направија свака им час. Или на пример, бев многу воодушевен од американците. Прво полувреме, второ полувреме малку попуштија, нели? Али прво полувреме стварно игра многу добро. Не знам што им стана второ полувреме, така да... Ма добро. Во секој случај, ја мислам дека окей. Него имав еден сомнеш, првата такмица дека Катар ќе местат работува за победа, ама гледам, они се стварно за топовска храна. Што викаш, Јанко? Не, ништо не викам, ја те слушам. Ти се јави да кажеш. Да, па добро, викам едини одни се за топовска храна затоа што стварно не знам, немаат некој квалитет. Јапонците многу ме воодушевија, свака им час. Ике, кај си? Ете, во Шведска сум, во Шведска. И тебе ти е тежок животот у Шведска. Колку наврна снег? По едно 15 на сантиметра, ама го снемува веќе готово. Не е многу топло, не е многу ладно. Не ви е лесно. Ние мислиме на диаспората лесно, они со снег се борат кутрите. Јас сум на море, Јанко, обкружен, ја живеам на еден остров. И море, и снег, и вода, и снег. Значи, дерман да се немало, дерман. Сите убајни наеднаш. Да. Да си жив и здрав, фала што се јави и поздрав, секој е добро. Фала, Јанко, секој е добро, Ајде, поздрав до тебе. чао. Виц кој нема да го заборавиме, нити сум го заборел, нити ќе го заборавам. Се сеќавам, прв пат го чув овој виц,
кога бабицата, откако и паднав на плочки, цела беше испотресена, кога се родив, паднав на плочки, ме собира, ама лизгав онака, тангара, па по скалите, ме фати чуворот на оваа, вика, испотресена, не се потресу, ела, вика, да се смириш, да ти кажам еден виц, и додека ме пеглаше таму, ме миеше од тоа пикавците, нели, у болницата таму што беа на плочки, го чув вицот и не го заборив до ден денеска, феноменално. Океј, немаме телефонско јавување? Добро вечер. Имаме. Добро вечер и повелете, ве молам. Само кратко, Јанко, твоите коментари тогаш кога коментираше фудбалски надпревари беа исклучителни. Мислам, јас барем за мене. И во тој контекст и ќумбе беше употребено онака во скоп на фудбалскиот надпревар, без никакви оние што се додаваници за расизам, за говор на омраза и што ти знам. Така да, што да речам, далеку поинтересно беше да се гледа фудбалски надпревар отколку сега. И мене ми беше поинтересно, искрено. Веруеме, еве сега не следам. И Канада и Белгија не гледам, ја гледав тоа тирада прилично беше 40-40 минути, ама повторно беше во скоп нешто со фудбалот. И ти велам, навистина, твоите коментари фудбалски беа исклучителни. Така што тие што тоа го сопреа, навистина сгреши. Фала ти многу. Можев да продолжам, ама и немам енергија. Тогаш имав и многу, ја осеќав енергијата на народов и сакаше хумор, сакаше забава, денеска не е веќе така. Па не знам, некако и Македонија како фудбалска репрезентација потона, не дојде генерација од она генерација што беа Најдовски, Панчев, Савевски и така натаму. Неа ни следам, да бидам искрен. Треба време да се роди уште една генерација која ќе го крене фудбал така на едно ниво како што беше времето на генерацијата што се отиде. Така што и светско првенство некако, не знам, некако што го следев порано. Знам да погледам, еве, Коста Рика и Шпанија малку погледам, не беше тој фудбал на некое завидно ниво. Едно ниво покажа повторно Хрватија, саудиците кога победија против сега во моментов Се блокираш. Блокира Аргентина, победија нели 2-1. Па и Јапан на Германија, но што знам, ја нема она дражба, она некогашна еуфорија од светско првенство. Барем за мене и одбегнувам да следам. Онака, да речам, еве Србија очекувам со Бразил. Ќе ја следам. Види, за Србија и за Хрватска ќе навивам како за Македонија. Еве, Така, покажувам ова неприкосновено. јавно, кога играше Хрватска и сега кога ќе игра Србија, ќе навивам како за Македонија. И нема да се објаснувам зошто и како, дури ми е дегутантно, како за своји репрезентации за своја Така. репрезентација. Согласен Им посакувам сум со многу тебе. успех. Согласен со тебе, јас сум за тоа, а велам пак жален за Македонија што го нема нивото на некогашниот сај, едноставно го нема на генерацијата на Панчев, на Најдовски и тоа е жално. Ова што е сега е, што да ти речам, браница. Едноставно не ми се гледа, не следам. Нема ниво на фудбал и тоа е. И да ти кажам, криво ми е што ја победивме Италија и не ја дозволивме на светско. Така. Сега Направиме поинтересно ќе беше светско со Италија, одошто бар да отидевме ние, ако ја тепавме барем, нели? Вака Да. што направивме? Ништо. Зло и ним, зло и нам. Да си жив и здрав, фала ти за тие убави сеќавања. Нека не бидат наменети за мене, за тебе, за дека те подсеќаат на едно убаво твое време. Јас сум бил само, Се како надевам да ти дека кажам, пак ќе дојдеш до израз. шекерчето у кафето. Се надевам пак ќе дојдеш до израз, веруваме дека без онака Стар сум лицемерие, уште, нема велам, шанси. навистина убаво коментираш. Отиде моето. Отиде возот. Сега ќе се зафркавам помалце, ама тешко. Уствари, ќе видиме, ајде, за 2 години европското може би
може би ќе соберам, ќе ме фати некоја енергија или некој спонсор. Поздрав, лека Никогаш ноќе не вели пријатно. никогаш. Добро. Океј, фала ти многу. Поздрав, лека ноќе пријатно. Имаме друг гледач? Нема. И не е ни чудов. Ја им благодарам на редовните гледачи, нели, за ова јавувања и поддршка. Си гледаат они фудбал, си уживаат, нема да се замарат. А ова се неколку фотографии сакам од Инстаграм, комуницирам со мојот некогаш е многу близок пријател Александар Малевски, се уште ми е пријател. Он работи во Катар на меин стејџовите за главните ивенти. Ова што го гледате како е, ова се сцени Light and Vision на местата каде што ќе се организираат тие журки, настани. Ова е силуета кај што он со компанијата која го ангажираше, се вика Alchemy Project, Entertainment and Events Management Agency од Јужна Африка, го ангажираше да го постави стејџот кај што ќе настапуваат светски, но мале, кој е навистина извореден и дисџокеј, но и добар познавач, голем познавач на електрониката, на аудио и видео. Јужноафриканците го ангажира, он аплицираше и го ангажира заради огромното познавање и му дадоа огромна доверба да го предводи сетирањето на стејџот. Збориме за стејдж колку, да речеме, да озвучиш и осветлиш колку населба аеродром. Што е навистина импресивно и ова е Божидар Јовановиќ, Боле, делеа типче, ама исто така мозок, така остава впечаток, али исто така изворедно добро ја познава таа работа и како диџокеј и како електроника, така што многу ми е драго што се ангажирани на овој проект и сосема заслужено и горцум што овие двајца македонци. Да не го заборавам, и Бојан Перевски е таму, он нешто друго прави, со него имав интервју уште пред година дена, или не, помалце, па и ми подари едно капче од светското првенство. Арно ми текне и капче. Ова е само дел од Light and Sound опремата, која делува импресивно. Ова се денски снимки од како е Доха уредена, а еве го пултот дисџокејски. Страшно изгледа ова. Мислам, кој ја знае проблематиката. Еве едно видео. Како главната меин стејџот изгледа визуелно. Ова се пробите визуелни. Ова е 3-4 дена пред почетокот на светското првенство. Така, еве уште еднаш фотографијата на диџеј пултот. Еве ги двајцата македонци во Доха, главни и одговорни за поставување на... Нормално што фасцинацијата е од најголемиот диџеј пулт во светот икогаш направен. А ова, не знам дали е за аудио или за видео, тоа накнадно со... А ова се аудио миксери. Викаш, баже? Аудио се, а? Да, со внимание следиш, знам. Еве го меин стејџот. Раковите со опремата позади. Ова е пак за... Ова е... Колку што можам да видам, ова е свичовите за синхрони... Добро. Мислам дека се овдека идат преку појачалата. Еве ја целата опрема пред да биде распакувана. Импресивно, нели? Вау. Жал ми е што беа преангажирани да им направам едно интервју. Кој знае колку интересни хай-тек муабети ќе имаме. Оние што го знаат мале да го поздрават од мене, да му пратат и Боле, а следат. А овој Диснейленд кој го направиле, тоа е спектакуларно. Оваа компанија Alchemy Project, за која Мале и Боле работат. Александар Малевски и Божидар Јовановиќ.
ова им е тимот кој го командуваат. И се надевам дека во иднина ќе видиме можеби конструкцијата пред да се постават оние елементи колкава е спектакуларно, спектакуларно. Навистина на ова светско првенство Катар не штедеше. Да чујам дали има звук ова? Ова е сетирање. Среднотонци, басови, високи и така натаму и така натаму. Тука. А ова е трајподот War of the Worlds, кој има ласерски очи, чури, свети, но ова е сетирањето. Во живо ќе го видите све ова. Како и да е, ете, во една кореспонденција кратка, ја му благодарам на Мале што ми испрати и овие слики. И мислам неописиво ми е, прекрасно ми е чувството луѓе мои кои ги знам толку време, затоа што секогаш немам толку високо мислење за себе колку за другите, и кога ќе ги видам тука, зошто си тука, зошто ти не си во Холивуд, зошто ти немаш ланец ресторани од 30, зошто не си најдобриот пејач, зошто не си најголемиот уметник. Бидејќи така се ги доживувам јас своите пријатели, дека се најдобрите на свет, и кога ќе видам дека одскокнале малце од нашата рамнодневица овдека, многу ме радува. Океј, немам што друго да ви понудам, драги мои, очигледни. Еве го ништо, Ике го нашол ништото. Браво, Ике. Не памтам дека беше жолто. Може жолта ракија му турило нешто. Ја мислам сиво беше. Се едно. А имаме телефони. Значи, сепак ќе поразговараме. Добро, вие зборете, ја ќе гледам фудбал во меѓувреме. Не пуште пауза, нема проблем. Повели, немам ништо во слушалка. А, погрешен број. Абе, што не ми го даде? Тоа е најубав муабет ке си имавме. Извинете, дали е тоа водовод? Не. Ова е канализација. И вас мамицата да вија. Ало, дали сте вие водовод и канализација? Не, ние сме топлификација. И на вас у мајчину. Слушај, имаш материјали од промоцијата на книгата на Зов? Зошто? Да, добро, не може да се одговори со да или не. Така. Се одржа таа промоција, видео материјалите ги немаме, бидејќи Стивен Спилберг треба да ги прегледа, да одлучи катап сцени кои ќе бидат со специјални ефекти, да можеме да ги прикажеме. Има нова книга, забавна и интересна, но Зов ми напиша дека иде на одмор и чекам кога ќе се врати од одмор да ме контактира за да направиме емисија, да ја промовираме книгата. Инаку неговата последна книга Торонто Експрес и претходно книгата за Тито предизвика огромен интерес, а и емисијата за Тито беше прилично интересна од негова страна. Океј. Драги мои пријатели и пријателки, знам дека сте фудбалски ориентирани сега и тоа е главната работа. Ова е само еден документарец како Катар го купил светскиот куп. Тргни ги телефоните, нема интерес. Џони, ужива, остај го народот нека ужива. Нема потреба. Има струја, има леп за јадење, плата стигнала, колку, толку, како, така се живе, зашо да се буни? Уживај, нема проблеми у Македонијава.
Но има една работа, го обвинуваат Катар дека некоректно се однесувал спрема работниците, дека они се мачеле, дека нечовечки бил третманот. Извини, од кај доаѓа тоа? Од Америка? Од Европа? Каде што имаше робовласништво? Каде што изградија цивилизации врз грб на исто така на африканци? Овдека барем и ги плаќаат. Овде никој не ги пренудува. И сите го критикуваат Катар. Извини, од каде се дојдени тие? Тој дошол од Бахрейн. Зошто дошол од Бахрейн? Тој дошол од Македонија. Зошто дошол од Македонија? Тој дошол од Русија. Не знам, Киргистан. Од Афганистан. Зошто дошол? Затоа што му требале пари. Зошто дошол у Катар да земе пари? Што не земал пари со убава работа у неговата земја? Таму животот не чини. И сега не ги критикуваме земите кои им го посрале животот на тие работници, кои мораат да идат било каде, било што да работат, бидејќи у Катар он доаѓа, вика, плата $10. Молим те, земи ме мене, за помалку ќе работам. Кој нема тоа да го направи? И ние го осудувам, види, он го плаќа помалку. Он ме моли помалку. Знаете ли дека у овој момент најнеплатени во медиумиве се, мислам, камерманите. 200 до 300 евра е нивната плата. Во овој момент, и незадоволни се, сегде, сите медиуми, во овој момент, било кој да даде отказ, нели, ако не ти чини, дади отказ, или дајте отказ, принудете ги газдите. Било кој да даде отказ, спремен да работи за упола помалку имаш во секое време. Во секое време. И така е не само за овој сегмент, овој сегментот и директно ми е познат, туку скоро за се. Така да не можете да се изборите за сериозна, добра плата. Администрација имало мизерна плата. И треба да е мизерна плата. Колку имате таму што се на платен список, а не доаѓаат на работа? Се буните против нив? Не смеете. Така? Што да ви кажам? Туку почнавме многу сериозно. Ајде за Африканци. Да видиме Белгија што ќе си направи, или ќе биде магарето Коста Рика. Кутрите костариканци начекаа шпанциве село без кучиња. Инаку, убеден сум дека просечниот љубител на фудбал, не оние познавачи, појма немаат дека Шпанија на претходното светско првенство пред 4 години испадна во групната фаза. Катастрофа, мизерија, беда. И сега ова им е плакнење. Ќе се изживуваат врз послаби. Дај му 1-2 гола и победи достоинствено. Не, он мора да гаси, он мора да покаже. Знаеш, покажи кога ќе игра со Германија. На Германија збрци. Знаеш како Германија кога играше со Бразил, во Бразил, колку им дадоа? 7 гола на бразилците? Или 9, колку и да е. Таму покажи сила. Со такви. Не на мало дете си нашол. Океј, драги мои, сам ќе си ги коментирам настаните како секој лудак во шизофренијата со повеќе поларни личности и ќе си изнамуабетам што имам за било која тема. Вас ве поканувам да проследите што имаш од оние кратките филмови, имаш она некој студентска епизода забавна малку? Чекај Виолета, и да деној минат сни. Да ви давам еден поздрав од Јужна Африка. Јужна Африка? Јужна Африка. Не. Сам те оставија, бе, си отидоа сите, нема кој да свича.
Риголето ми доаѓа од сериозни муабети и анализи. Не, секако дека треба и ќе имам ништо нема. Има не, ништо нема. Ми јави микро. Шо има? Нема ништо. Не можам да ја завршам емисијава, ќе умрам. Имам ја нешто. Имам ја, реков. Шо е добро? Абе, збори ми у слушалка, не викај. Имам ја, добро. Чекај, тонот да не имаме нешто друго, немаме. Која година е ова? Пред 9 години. Значи, ова е 2012 или 13 година. Настанот е Груевски на ромски бал. У златното време. Тито. Не, има убава музика, убав сер. Денеска нема ништо, пошто денеска блескаме. 15 минути уживање. Нема ништо поубаво него кога парти прават ромите. Тоа се најубаво. Дали е тоа свадба, дали е именден, роден ден, сунет, бал. Сето тоа е најполно со живот што може да биде. Što mi davala ando kalenjača da isi kale sardu i kale draga što mi davala si kale sa
Ajde da zamoli na tome nešto. Muharem ne vredi ništo bez ušte ubava polovina. Dve legendi i jesma kja povignove. Eden de durmirajte. Eden. Želem, lungo nedrevenca. Maladile, šuter redrovenca. Želem, lungo nedrevenca. Maladile,
препорачува надзор од родителен став. Су во тоа со Дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се купи. Воопшто мене ми изненади оваа ваша изјава дека Ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро. Да кажеме парот е Добро е се ка Република Македонија. Ама, да ти кажам нешто, јас сум велик граѓани на Република Македонија, па ќе се одземам од овде јавно, дојдам од телевизија, ќе барам да ме примиш, али Ќе се проложи сервис и сепорт и поддршка и хардверски и софтверски апдети све. Ќе се дојде да си ја купиш играта пример за PlayStation 4, доколку имаш петка си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поарт. Требаше се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го отелотвориме. Наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на IT сектор. Андрей 10. Како ќе успееме, повторно ќе кажам, ако се обединиме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И се најубаво анализира некој што е од страна. Тие што прележале и веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Изнесе од газово собствено 16 краков. Сакам вам песна напишено, јас кога те гледам, сакам. Да, знате да уши поплескаво. И од мене. Вино да пија и со јанко книга да спија. На словенското пење, поточно на словенскиот јазик. И тој тип на сензибилитет, тој што ти го карактеризираше како ИСОН. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене. Човек не комуницира само со зборови, тој комуницира и со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини. Или не сме. Сменам.
Еве, чизкейк. Може за госпожата. Добро. Еве, за Боже ќе земеме ендаки, автоме терамису, а потоме базе. Базе. Гледање филмови, Blu-ray, Netflix. По една чаша да изпиела. Зашо мајка му чисти, пере, готва, како само седи пие. Зашо мора на мајка му одмените да бара, бе? Шо не побара на татко му одменик. Така одма ќе се нападам ти се. Кога почне да ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, че она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш? Або викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добре ме насити им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Там си го барате, господине. Он ќе ми игра во представата и прв пат ќе се појави во театар. Конечно на представа, тоа требаше да се свртам, а ти ме театар. Да. Што ми кажа, как Луија за те права комуњара е. Ѓорги. Да. Ѓорги Далтон да се вика. Да. Сега имам еден апел, значи... Да не имаш браќа? Имам еден брат, абе тие Далтони шо вече цивите аверел сум јас, најглупио, само слушај, нема проблем. И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слуша емисија на водниот телевизор, само да му кажам да го пушти бојот отгоре. Да пушти. Пушти горе, молим те. А греалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Само да си доеме дома. Подорево ечка мамо планина, Прилепско поле. Така резонира. Имаш една Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер. Нека не ти пиеш.